репликата. Значи, ние денес може да посведочите дека освен технички премиер, сме избрале и технички обвинител и технички судија во ликот и делото на големиот Алберт Талат Ајнштен Џафери. Второ, што сакам да ви напоменам, е следново. Ние овде имавме една катастрофа со 45 жртви во Беса Транс, во компанија која што без лиценци 100 пати ја поминала македонско-бугарската и македонско-турската граница. Тука колегата Халил Снопче, како председател на комисијата, анкетната комисија како работно тело за човекови права и слободи, побара да имаме седница на комисијата за да се утврди дали непостапувањето на надлежните државни органи загрозило човекови права и слободи и довело до оваа трагедија да имаме 45 невини жртви, најголема трагедија после 2001 година случена на македонски државјани. Знаете ли кој беше против да се одржи таква анкетна комисија? Талат Џафери. За него не е битно што 45 луѓе, државјани на Македонија, изгубиле невини животи во Бугарија, возејќи се со автобус кој што немал лиценца. Зошто? Затоа што таму каде што се извршил техничкиот преглед, сопственикот бил близок на Дуи. Затоа што Оливер Спасовски, министер за внатрешни, му бил близок на Талат. Затоа што директорот на управата за транспорт и врски е директор од ДУИ. За да не одговараат тројца функционери блиски на Талат Џафери, двајца од ДУИ и еден од СДСМ, Талат не дозволи во собранието да дискутираме кој ги повредил правата на овие сега луѓе кои што не се меѓу живите и на нивните семејства, со неодговорност на државните органи да бидат доведени во ризик, да патуваат во автобус без лиценца и да ги изгубат животите. Имаше од сите градови. Имаше една студентка од Кичево. Ја познаваат тука и колеги пратеници што и предавале. Срамота е за еден премиер, дали е технички, дали е нетехнички. Срамота е да има таков однос подценувачки кон граѓаните кои што биле жртви на неефикасноста на системот. И затоа сметам дека Талат Џафери, како технички премиер, нема капацитет демократски да се носи со она што му е доделено како задача. Благодарам.